Министерот за земјоделство Љупчо Николовски на средба со земјоделците од Овчеполски фармер вети продолжување на договорите за закуп на земјоделско земјиште. На средбата посочи дека се работи на продолжување на договорите, додавајќи дека ниту еден договор не е раскинат и ниту едно владение не е раскинато. Ова е со цел земјоделците да продолжат да произведуваат и да придонесуваат за развој на земјоделството во државата. А секако дека постапката за продолжување на договорите се спроведува и е ноторна лага дека имаме раскинати договори, немаме ниту еден раскинат договор, ноторна лага е дека е одземено владението, ниту еден договор во Свети Николе нема на кој што е одземено владението, заради тоа што сме посветени системски да ги решиме проблемите на сите земјоделци и да ги продолжиме договорите во овој период, иако е изборен, иако ќе потсетам на уште една постапка во 2013 година, каде што јасно може да се види како на 41 договор во 2013 година, во исти изборен период, овие 41 земјоделец, компанија, луѓе од земјоделството кои што произведувале храна, 41 на број, од 2013 година тогашната влада на ВМРО-ДПМНЕ не ги третирала како битни, туку ги третирале само како гласачка машинерија да ги изнесат на избори. За земјоделците пак и денеска беше нејасно зошто се чекало толку време за да се продолжат овие договори и зошто се избришани од катастар. Децидни се дека немаат пари повторно да прават елаборат, оти тоа финансиски ги исцрпува. До сега има они 6 месеца време, односно 8 месеца. Што се чекаше до сега? Зошто договорите не се продолжија? Зошто сега се правен нагло врвна с притисок? Една работа. Зошто не избрише од катастар? Од самите договори. Знаеме дека ние плаќаме по 300 евро за елаборат за катастар. Сега се избришани, сега нови елаборати коштат 500 евро. Знаеме катастар дека 300% ги зголеми условите. Ние не може да го поднесеме тај товар, да ние платимо ти викаме елаборати или било што. Не ми работа на ниво. Не ми да конферишимо дека ја канцеларите да оди да вадат комуна. Само писмен договор важи или анекси на лице место, иначе нема што да му веруваме на збор. Он на зборови кажувал, че у 5 месец, 6 месец доваѓа пропаганда да правиш политички. Значи сега само писмен договор, тоа. По средбата во Свети Николе, земјоделците од Овчеполски фармер оставија простор до 3 април министерот Николовски да го исполни ветеното. Во овој период од речиси 1 месец протестите се ставени во мирување.